Благодарам, председателке. Од преска барав зборов, ја оставив ова дискусија. Кратко само, бидејќи има тука одлука и начинот на фактурирање и има надзор за вршење на општински линijski превоз на патници ке врши од општинска администрација. Генерално секаде се јавува сомнеш од граѓаните, меѓу кои сме и ние, за таа контрола, бидејќи имаме и пресметка, имаме фактурирање, треба да имаме контрола, дека може да се направи измама при фактурирање на овие изминати километри, кое што може да биде заедно и со општинската администрација и со инспекторатот. Дали можеби, бидејќи за тоа е задолжена општината, нели општинска администрација, дали се бара, например, GPS верификација од општината за да има точен увид во ова, бидејќи буџетски пари одвојуваме по пресметка, 6 милиони и 500, и дали да видиме поизминати реални километри, не само кои што не ги даваат превозниците, дали тоа е реална бројка. Мислам дека тука е транспарентноста на ова одлука и тука е најголемиот сомнеж. Никој не е против субвенциониран целосно, делумно превоз, никој не е против воведување на нови модерни линии и така натаму, но секогаш контрола на квалитет е подразбира изминати километри, број на патници кои се имаат возено, редовност на линија, и тоа е генерално содржината и суштината на овие одлуки кога ги носиме. Сам дали во таа насока, бидејќи тоа не е потенцирано јасно, можеби има некој правилник за кој не сме запознаени. Тоа е моето прашање. Благодарам. Повелете, раководителка. Благодарам, значи сугестија ви е на место. Апсолутно и ние размислуваме во тој правец. Имаме обиди и контакти со одредени фирми кои што го работат тоа. Се надевам дека во најкус временски период ќе биде решено тоа, така да следната година сигурно, доколку се одлучите како советници да ја поддржите оваа мерка, ќе бидат обележени со GPS систем за следење на линии кои што се одвиваат. Благодарам.